Екскурзија во животот. Со девојчињата имаме одредени ритуали уште од малечки. Полесно би било да се премести карпа од 10 тони отколку да се сменат ритуалите. Секој петок наутро ги носам на училиште. Тоа го нарекуваат екскурзија. А во екскурзијата има од се по нешто. Смеење, задевање и пеење, но преовладува возбудата од патувањето. Вообичаеното патување до училиште изгледа вака. Прво ја посетуваме нивната омилена пекарница за да купиме нешто сладко. Ќерките се тркаат и се обидуваат едната да стигне пред другата. Секој пат наоѓаат нешто ново. Потоа поминуваме покрај црквата. Во дворот има мачки и гулаби. На мачките им даваат по една корличка трошки за да сите да биде задоволни. Ги галат мачките и ме погледнуваат со израз на восхит и задоволство, како прв пат да го прават тоа. Потоа си играат со гулабите кои мафтаат со крилјата околу нив и додека им даваат трошки. Веднаш потоа влегуваат во црква за да запалат свеќе. Ги подредуваат свеќите како да се лего коцки. Понекогаш ги спојуваат топлите свеќи за да направат една голема свеќе. Секогаш се насмеани и дури кога ги бакнуваат иконите или ги затвараат очите молејки се. Како насмевките да им се насликани на лицето со боја која што никогаш не изгледува. Потоа се враќаме во автомобилот. Повторно кикотање, задевање, повторно навлегуваат расположение на екскурзија. Кога се пакираме пред училиштето, сакаат прв да излезам за да ми ги фрлат чантите. Нема потреба да кажувам дека се тркаат до училница. Летово отидовме на одмор и престојувавме во хотел кој има огромен базен. Но плиткото дно на базенот одеднаш се претвореше во длабоко. Така ја смислија следната игра. Радосно си играат во плиткото, а потоа наеднаш се лизгаат по насипот и се потопуваат во водата. Го направија тоа најмалку 100 пати. Никогаш не им беше досадно, понекогаш беа среќни. Децата играат без оглед што прават. Насмеани се и се им е забавно. Се смеат да ги разубавуваат работите. Се вели дека во просек децата се смеат по 300 пати на ден. Ние возрастните по 15. Не старееме бидејќи растеме и создаваме. Старееме бидејќи престануваме да се смееме. Децата уживаат во животот, го откриле неговото значење. Нивниот живот не е единственото постоење. Одат на екскурзијата на животот, буквално секој ден.